12 точки од дневниот ред се најдоа пред членовите на Советот на општина Кочани на редовната 23-та седница. Дел од нив беа поврзани со финансиското работење на институциите кои се во надлежност на локалната самоуправа. Но иако се очекуваа подолги дискусии, сепак целата расправа заврши за околу 1 час. Најправин советниците со дополнителни коментари, што повеќе се однесуваа на пофалба околу подобреното работење, ги прифатија завршните сметки на основните и средните училишта, како и на детската градинка и на библиотеката Искра. Потоа, со кратки дискусии, поминаа и извештаите за реализација на програмата за работа на општината во располагањето со градежно земјиште, како и програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација и за реконструкција и изградба на системи за водоснабдување. Во врска со завршената сметка на локалната самоуправа на Кочани, кратко образложение имаше од секторот за финансии. Во делот на даночните приходи имаме реализација од 93 милиони 210 илјади денари и во однос на планот тој е со реализација од 89%. Кога ќе го споредиме со реализацијата во 2017 година, даночните приходи се наоѓаат на релативно исто ниво, постои мало зголемување во однос на 2017. Поодделно во даночните приходи имаме зголемување на подставка, имаме зголемување на кај даноците на имот од 4%, данокот на доход од 13%, комуналната такса фермарина за 25%, додека кај надоместокот за користење на улици имаме намалување за 15% и намалување од 35% во уредувањето на градежно земјиште. Минатата година, 2018 година, сите заедно треба да оцениме како една позитивна година за општина Кочани, поради неколку фактори. Прво, ако тргнеме од аспект на приходите кои што ги имаме добиено, значи имаме покачување на приходите во годината. Иако имав некои забелешки во текот на годината и сега ќе испомнам пред се во делот на собирање на данокот на имот од правните лица, кој што е проектиран да биде 2 пати помал од физичките лица, за на крај на година да имаме 3 пати помалку собран данок од правни лица за разлика од физички лица. Меѓутоа, вреди да се спомне дека покрај буџетот со кој што располага општината во делот на функционирањето на општината имаме приходи од страна на централната власт. Тука ќе вас спомнам асфалтирањето на улицата Страшоер Бабче, кое што во должина од повеќе од 2 километри, доколку нашата општина го финансираше тој проект, ќе беше голем дел од буџетот, меѓутоа тие средства за среќа се обезбедени од страна на централната власт и од Агенцијата за патишта. Со 13 гласа за, советниците дадоа подршка на завршната сметка на општината, а потоа се разгледуваше истиот финансиски документ и за комуналното предпријатие Водовод. За прв пат можам да кажам дека комуналното јавно предпријатие има направено приход над 200 милиони и тоа поточно 203 милиона 212 илјади 219 денари. Од планираното што го имавме на почетокот на годината согласно финансовиот план кој го имаме донесувано во предпријатието, беше планирано 198 милиони 655, остварени 203. Расходната страна исто така зголемена за 12%, односно од планираните 197 милиони 697 имаме расходи од 202 622. Сакам да истакнам дека комуналното јавно предпријатие работи со позитива, односно завршната сметка е позитивна и тоа од 589.000 денари од 161. По обраќањето на директорот на комуналното предпријатие имаше неколку дискусии од советниците што главно се однесуваа на начинот на кој треба да се подобри работењето и реализацијата на обврските на предпријатието во тековната година. А потоа со 14 гласа за беше дадена подршка за завршната сметка. До крајот на седницата беа усвоени и одлуката за прераспределба на добивката во годишната сметка на општината, како и годишниот план за вработување за 2020 година и предлог одлуката за покренување постапка за ажурирање на процената за загрозеност од сите ризици и опасности на подрачјето на општина Кочани.